Подсетуваме утре 31 мај од 11 часот в Дом и љубов фест. Ако вашите деца, внуци сакаат да бидат дел од овој настан и сакате да посвоите, односно да земете од јавното претпријатие Лајка, сакам да кажам посвоите, ама што да не, тие и така се веќе ги чуваат домашните милионици, бидете утре во градскиот парк. Но бидете заедно со нас, бидејќи еве што следува во утринската програма на телевизија Сител. Следува. Во рубриката «Како сте задоволни од работата на вашиот градоначалник» ни гостува првиот човек на општина Охрид. Откако доби партиска поддршка за нов мандат, со Кирил Пецаков зборуваме за сите реализирани проекти во туристичкиот бисер на Македонија. Што охриѓани може да очекуваат во наредниот период и дали Охрид е подготвен за новата туристичка сезона? Во живо на Дневен ред. Гледаш сјајна боја, јас гледам негувана и сјајна коса. Нов Гарниер Color Naturals со 5 хранливи масла и нова технологија за засилување на бојата. Сега со формула што не капе, за уште побогата боја, која 100% ги покрива белите влакна. Нов Гарниер Color Naturals. Негувана коса, подобра боја. Од Гарниер, природно. Откри нови блескави ледено руси нијанси. Гарниер Color Naturals Icy Blondes. Добро дојдовте во нашиот новоотворен Супер Кит Го маркет во Набизи Ритейл парк Струга. Во вашето ново омилено место за пазарење ќе пронајдете секогаш свежи производи, ниски цени и големи попусти. Супер Кит Го, поблиску до вас. Секогаш бевме сигурна поддршка при секое патување, водејќи ве илјадници километри напред. 15 години сме со вас во сите значајни моменти, создавајќи нови спомени и светла иднина, каде што започнуваат приказни полни со емоции. Тука светот е на дланка. 15 години бесконечни емоции. ТАВ Македонија. Порта кон иднината. Мост кон светот. Персил. Кога добрите дела оставаат тврдокорни дамки, време е да дадете се од себе со Персил дисковите. Силен отстранувач на дамки и хигиенска свежина за машината, за совршена чистота. Персил, секогаш го даваш најдоброто од себе. Чувајте го вон дофат на деца, кога е темелно чисто, тогаш е Персил. А сега вистинско време да ми правите друштво во пиењето на утринско кафе, нашето македонско најдобро кафе Браво премиум, кое што ќе усреќи двајца наши гледачи кои што веќе ги имаме на линија. Велам добро утро за првиот. Мики. Од каде? Од Скопје. Да дојдете во Сител од Скопје до Скопје, да дојдете да си го земете подарокот од нашите пријатели кафе Браво премиум. Велам добро утро и за следниот. Ало, добро утро, Костадинка од Скопје. Костадинка од кој дел на градот? Од Автокоманда. Автокоманда. Поздрав до вас, повелете и ви во телевизија Сител и за вас. На огромно задоволство ќе ви дадеме кафе Браво премиум и не заборавајте, отворете ги кесичките, може би 30 суми од 30.000 денари ќе бидат ваши или едно многуте стокови добивки, покрај тоа што уживате во измодреден вкус на добро македонско подготвено кафе, знаете дека можете да и добиете едно многуте парични или стокови добивки, стандардно кафе Браво премиум со отвори и доби. Ние ќе ги добиеме најновите информации од земјата и светот, а потоа се враќаме со на дневен ред. Наш гостин е градоначалникот на Охрид. Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добро утро, ги гледате вестите во 8 часот. Ценовна и финансиска стабилност кои ќе бидат поддршка на амбициозните владини политики. Ова се приоритетите на новиот гувернер на Народната банка Трајко Славевски. Вели дека ќе ја оправда дадената доверба и ќе ја зачува независноста на Централната банка. Според неговите анализи, динарот од 2022 е наценет во однос на другите валути, па затоа ќе преземе мерки за да се врати изгубената конкурентност на домашните компании. Но какви мерки Славевски не открива.
Пошироката јавност е фокусирана на оно што се рекла номинален девизен курс, кој што очекуваме да биде фиксиран. Јас како професионален економист го следам и реалниот девизен курс кој што зависи од односот меѓу нашите домашните цени и цените со нашите трговски партнери пред се оние во еврозоната. За жал, во изминатиот период, особено по 2022 година, имаме значителна реална апрецијација на реалниот девизен курс. Од 2002 година ноември до јануари ова година е апрециран, значи зајакната денарот за 5,4% во однос на сите трговски партнери, поважните трговски партнери, а во однос на еврото денарот има апрецирано цели 9%. Ќе воведете флексибилен девизен курс? Не, во никој случај. Значи, молам, не, ако е преценета вредноста со ниска инфлација во рамките на таа од еврозоната, со тек на време ќе се испеглаат тие разлики. Година и пол до 2 ќе трае процесот на трансформација на системот за управување со кризни состојби. Вице-премиерот Љупчо Димовски вели дека оваа трансформација нема да значи само спојување на ЦУК со ДЗС, туку дека и самиот устав не познава кризна, туку само вонредна состојба, а законите за справување со кризи и за вонредни состојби се преклопуваат. Предавме на сериозно испитување на целата легислатива. Во прашање се, мислевме 19, сега се веќе 24 закони кои што се е потребно да се менуваат или да се исклучат од правниот систем, со тоа што дополнително би требало да се донесе закон за доброволци, односно закон за скрибници. Ние тоа го немаме. И до интегрирање на сите институции кои што се засегнати, еве да речем со вонредни состојби. Во едно тело ново? Во едно тело. Тоа тело би била, например, Национална агенција. Значи, владата зазема став дека тие две институции треба да се спојат во една, затоа што се нефункционални и затоа што се преклопуваат. Ќе изготвиме законска решение, сите овие закони кои што се потребни да се изменат, ќе ги измениме, а се однесуваат од закон за шуми, закон за пасишта, закон за здравство, многу број на закони, затоа што водена состојба не е само пожар. Така. Тука се земјотрес и поплави, и епидемии, високи снегови, лавини и така натаму, поплави. И тука се вклучени институции како што е управата за водостопанство, како што е управата за хидрометеоролошки работи, ИЗИС и така натаму. Значи голем број на институции, агенции, управи, министерства, Министерство за внатрешни работи, за одбрана и така натаму, пожарникари, мора да се донесе нов закон за пожарникарите да се сместат на местото кое што го заслужуваат, за да можеме за еден одреден период кој што разбирливо треба да биде за јавноста, че потрае малку подолго, мислам година и пол до 2 години за да се формира тој систем, но секако за време на мандатот на оваа влада, за да можеме да имаме една чиста пирамида, што ќе значи дека ќе имаме врв кој што ќе командува и 3 оперативни да речем реонски штабови кои што ќе ги покриваат општините, а преку општините и единиците за противпожарна заштита. Почна судењето за случајот Адитив, ниту еден од обвинетите не се чувствува завиновен за злоупотребите направени при набавка на адитив за јаглен во РЕК Битола и РЕК Осломај. Обвинети се 31 физичко лице и 5 правни субјекти, меѓу кои и двајца поранешни директори на ИСМ, Васко Ковачевски, кој се уште е во бегство и ќе му се суди во отсуство, и на неговиот наследник Васко Стефанов. Од обвинителството велат имаат силни докази за злоупотребата на државниот буџет, но и штетно влијание врз здравјето на граѓаните. Очекуваат осудителна пресуда и конфискација на имотот на обвинетите во случајот. Првото рочиште се одржува во новата дигитална судница близу затворот Идризово. Обвинителството располага со голем број на материјални и вербални докази кои што ќе бидат изведени во текот на оваа постапка, и обвинителството е убедено дека ќе докажеме секој еден сегмент кој што стои на товар на обвинетите, и се надеваме дека по изведување на предложените докази судот ќе донесе не само осудителна пресуда, туку и пресуда со кој согласно цитираните членови во воведниот говор ќе се изврши и една конфискација на имотот за кој обвинителството уште
пред донесување на наредбата за истражна постапка побара замрзнување на овие имоти како не би можеле обвинетите да располагаат со истите, а во исто време како државата би била намирена за своето оштетно побарување, кое што, како што и сами слушнавте, се движи во стотици милиони денари штета на државата и на јавниот. На седницата на пратенички прашања во фокусот беа евроинтеграциите. Опозицијата бара можни сценарија, а премиерот објави уште еден услов без кој нема да се помести ниту милиметар. Дали имате нови сценарија во однос на напредокот кон Европската Унија? Ако имаме такви сценарија, дали можеме да добиеме информација како пратеници, веројатно и македонската јавност? Ако не може да се добијат информации во овој правец, тогаш да и тоа го знаеме, бидејќи навистина е значајно за сите нас, дали ќе имаме напредок во овој дел или не. Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо или Демпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Благодарам за вниманието. Следните вести се во 9 часот. Останете со утринската програма на Сител. Довидување.